Ретките граѓани на универзумот се прашувале дали е можна фактичка потврда дека е нешто во согласност со целото и со сите негови внатрешни делови. И како до тоа да се стигне по примерот на прапричината на природата. Планетата мајка се создала од трансформација, од големиот прасок, а по него се создале сите денешни членови на нашата планета Земја. Некои и исчезнале по патот, завршувајќи ја својата мисија овде на оваа планета. Суштината на оваа планета е нејзина трансформација кон комплетна складност, или едноставно само склад. А и ние како нејзини чеда, во суштината на нашето тело, нашиот ум и нашата душа е складот. Хармонија на храната која ја внесуваме во нашето тело. Хармонија на сонот со потребата за одмор. Ретките поборници на идејата за хармоничен свет низ историјата се обидувале да не потсетат како било и како треба да биде. Исус, Конфуције, сите мислители од Стара Грција, Вавилон, Египет не повикуваат да ги чуеме и почувствуваме нивните пораки за хармоничен и доблесен живот. Конфуције вели: совршена е добродетелта, која што е во склад со средниот пат. Аристотел не поучува на златната мера. И денес на оваа тема се обидуваат разни духовни учења, кои доаѓаат од сите страни на светот и се спојуваат во едно исто, со една иста цел. Да се сетиме на универзалниот принцип на Јин и Јанг, кој повикува на можноста за воспоставување хармонија во различното, за хармонија на целото наше битие, а со тоа и воспоставување склад со другите битија. И ние денес можеме да го научиме тоа и да се потсетиме на вселенската хармонија, преку запознавање на природата во најблиската околина, кога и дозволуваме на хармонијата со леснотија да влезе во нашите атоми, алвеоли, крвни садови и ум. А ако ја примениме златната мера на Аристотел и средниот пат на Конфуције, ќе го живееме нашиот живот во хармонија.